Господине Трошановски, добро вечер, ви благодарам за учеството во тема на денот во Дневникот на сите. Благодарам за поканата, добро вечер. Интересна анкета денеска представивте, вели ова што се промовираше, кои се причините, би сакал да ве прашам за еден ваков став на граѓаните, чуден малку, од една страна голема поддршка за членството во Европската Унија, од друга страна големо против за вметнувањето на бугарите во Уставот. Добро, главната поента што сакам да ја кажам од целото истражување всушност е дека за прв пат после долги години, зашто ние го правиме од 2014 како истражување, имаме над 70% поддршка кај граѓаните за влез во Европската Унија, би гласале за влез во Европската Унија на Македонија, што досега не беше случај, имаше падови околу 60% и така натаму, што покажува еден нов импулс, момент кај македонската популација, која што се ориентира во време на геополитичка несигурност, безбедноста, несигурност и така натаму, кон сојузот кој што го смета за најдобар и најдоверлив партнер. А тоа е Европската Унија. Особено, овој пораст е евидентен кај македонците. Тоа се 15% поени зголемување, а таа разлика ја прават гласачите на ВМРО ДПМН во најголем дел, кои што го подобриле или го промениле својот став кон Европската Унија на во позитивна насока. Во врска со вашето прашање конкретно, контрадикторен е ставот затоа што навидум, затоа што и самата понуда да се биде дел од Европската Унија од една страна, што како услов подразбира уставни измени од друга страна, е на некој начин контрадикторна. Зошто е контрадикторна? Затоа што зад уставните измени и протоколите кои што се дел од целиот преговарачки пакет стојат многу се уште не додефинирани релации за кои што официјален став од Европската Унија немаме. Односно, кога зборувам за релации, зборувам колку реално обврските со тој протокол превземени, дека историската комисија нели треба да договори историски личности, настани и така натаму, доволно е зборувано да не должам многу. Дали на вистина имплементацијата на тој протокол е дел или не од преговарачката рамка? Мислам дека би било добро владата или нашите партнери во Европа да побараат официјален став на Европската комисија во врска со токму оваа релација, дали воопшто протоколот е или не е дел. Ако тоа го расчистиме, мислам дека оваа противречност, парадоксалност на ставот, да речеме, би исчезнала прилично брзо, бидејќи токму оваа недоумица го произведува истиот. Дали тоа значи дека македонските граѓани, дури да не им се исполни желбата, посакуваното членство во Европската Унија, со уставни измени, со уште една уцена, е главната причина за ваквите резултати? Зошто не им веруваат на бугарите? Не веруваат токму поради овој аспект на протоколот, кој што во него вградува елементи дека треба да преговараме за нашиот идентитет, нашиот јазик и така натаму. Но тоа е едната димензија. Доколку самото тоа преговарање беше врз основа на европски стандарди, каде што ние можеме да кажеме дека сме имале споделена со историја со Бугарија, како што и впрочем сме имале, меѓутоа едностранното толкување на таа историја или одземање на нашиот дел во таа историја како идентитетска категорија е она што најмногу создава недовербата. Дополнително имавме изјави, вклучително и од веќе сега поранешниот председател Радев, каде што се зборува за искоренување на македонизмот како идеологија и слично. Овие маргиналците и екстремистите во бугарската сцена не ни коментира, и мисля дека не треба да се коментира. Меѓутоа, сето тоа заедно со она објаснувачка позиција на Бугарија, што е исклучително негаторска и антицивилизацијска, би рекол, од почетокот на овој спор кој што ја испрати до европските институции, ја создаде и ја генерира оваа недоверба. Добро, дури еве во ова предизборие веќе во Бугарија, например, бугарското МНР веднаш реагираше на изјавата на министерот Муцунски, нарекувајќи неговите ставови повторливи, нејасни, манипулативни, а при тоа мисли на изјавите дека моќни центри во Европската Унија дека имаат идеи како да ги седнат на заедничка маса Софија и Скопје да изнедат решение. Дали тоа значи дека Софија отфрла какви било идеи, па дури нека доаѓаат и од Брисел? Па да, позицијата на Бугарија за сега официјална е дека
ние не бараме ништо повеќе од тоа што е договорено, а тоа што е договорено е токму тоа што за нас е нејасно дали договореното подразбира условување по историски идентитетски теми или пак преговарање по Копенхашките критериуми и објективен пристап. Така што за бугарската позиција прашањето на некој начин е затворено со голема победа. Со голема победа за која што ние застанавме како политичка елита во тој период и ја прифативме, да речеме, таа формулација во документите. Не знам дали тоа може да се промени на некој начин, меѓутоа, она што реков, нејаснотијата останува и провејува. Поголемиот дел од академската, експертската јавност вели дека тој протокол е поврзан со преговарачката рамка. Бугарските општественици, политичари го тврдат истото, меѓутоа ние немаме официјален став, бидејќи поврзувањето во рамката со обврските од тој протокол не е директно, туку имплицитно направено. Ако Муцунски вели дека има идеи кои што не смее не може да ги обелодени јавно, бидејќи ад хок ќе бидат веднаш отфрлени од Софија, што гледаме веднаш со оваа реакција, имате ли информации за какви идеи станува збор? Дали низ бриселските кулуари се шират тие идеи? Разбирливо е што тие идеи не се јавно комуницираат, секако бидејќи ризикот истите да бидат однапред уништени, дискредитирани и така натаму е преголем и мислам дека такви суптилности за кои што во голем дел може да стои неинформираното јавно мислење на двете страни, во двете земји и да ги уништат, треба да бидат разговарани надвор од очите на јавноста. Мислам дека дел од тие се проциркулирани во нашата јавна дебата, меѓутоа сепак не би требало барем во старт да ги изложувам истите, го разбирам министерот зошто тоа не го прави, од причини што треба да се даде некаква шанса. Она што за сега е евидентно дека такви разговори нема се уште, иако точно е дека разбирањето во Европската Унија, во Брисел, самиот Кошта констатираше дека треба да се земат предвид и загриженостите на македонската и барањето гаранции дека ги разбира. На македонската страна има подобро разбирање за какви потенцијални штети може или каде може да застрани преговарачкиот процес на Македонија во Брисел. Дека постојат такви иницијативи, постојат, меѓутоа се уште одговор од едната страна за тие разговори нема. Она што гледаме дека во реакцијата на бугарското МНР од вчерачина беше дека ние одбиваме понудени покани за средби, еве да речеме во случајот со прославата за Климент Охридски, да нагласиме дел од заедничката историја. Сега и тоа е разговарано кај нас во јавната дебата. Зборуваме дали е споделена или е заедничка. Што би значило тоа? Дали Дарко Панчев е југословенски или македонски фудбалер? Вака едноставно кажано, Климент Охридски делува во рамки на Прво бугарско царство и од таа смисла Бугарија има право, гледајќи некаков континуитет историски, да го смета како дел од својата историја, како што и Македонија го има истото право. Ако ние успееме таа заедничка историја на таков начин да ја споделиме, мислам дека тоа е win-win ситуација, но за жал, барем од она што имаме кој искуство во историската комисија за сега, тоа не е намерата, ниту е случајот. И тоа е, впрочем, меѓу другото, уште една основа зашто таквата недоверба постои помеѓу двете страни. Може ли овие идеи да бидат на некој начин инкорпорирани во тоа што денеска го изјави подпредседател на Собранието Милошевски, дека февруари, најдоцна март, треба да излезе non-paper, еден со идеи за проширувањето на Европската Унија, дали ќе се работи за полноправно членство или за некакви видови асоциација. Дали знаете за таков документ? Да, точно е, таков документ се најави од еврокомесарката Кос уште минатата година, меѓутоа деталите за истиот се уште не се познати, односно се во разработка. Секако дека се развиваат модалитети за членство кое што потенцијално води кон полноправно членство, меѓутоа за етапно зачленување во рамки на Европската Унија како еден модалитет,
или пак фазно или пак за членување, тоа би подразбирало за членување како членство во одредени институции, како што сега сме веќе дел од, речеме, единствената платежна област на Европската Унија, што е на некој начин членство во таа институција, но не е полноправно членство. Тоа е едниот модалитет. Другиот модалитет е членство во сите институции без право на глас, да не можеме да се блокираме самите едни со други, што е разбирливо од причина што Балканот и билатералните односи се доста влошени во него, така што тие проблеми не им требаат на Европската Унија. Да, во такви случаи дали би било сменето и правилото за едногласност во текот на преговарачкиот процес за отворање и затворање на поглавјата? Тоа е најглавното прашање, дали било кој од тие модалитети е потребно да биде изгласан со консензус. Мислам дека за сега експертската дебата тврди дека е потребно менување на темелните документи на Унијата, со што ако и се менуваат со едногласност, меѓутоа па убедувањето на скептичните земји членки, вклучително и Бугарија, и Хрватска, и Грција, и останатите кои што не сакаат да се откажат од правото на вето, дека овие идни членки, асоцијативни, не толку полноправни, меѓутоа сепак европјани, сепак членки, нема да прават проблем со своето право на вето во Европската Унија, може да ги омекне или разубеди нивните ставови. Сепак премногу има непознати во оваа материја, за да се шпекулираме, така да почекаме идеја. Што очекувате од кипарското председателство? Има некаква надеж воопшто да дебатираат за Македонија да се стави на дневен ред и покрај неисполнетиот услов за вметување на бугарите во уставот? Сум кажал повеќе фати, фокусот е моментално Украина, секако и целата енергија е насочена кон што поголемо апсорбција, привлекување, интеграција на Украина во Европската Унија. Премногу дипломатска енергија се троши на Западен Балкан и на некој начин е секундарна по значење, иако во повеќе наврати самите челници на ЕУ кажале дека вратите му се отворени, а гледаме и дека по прогресот на Црна Гора и Албанија, затварањето на поглавијата, тоа и се случува. Дали за време на кипарското председателство нашиот проблем ќе се откочи, зависи многу од овој non-paper, зависи од расположението и колку ќе бидат убедени останатите, а над сето тоа висат сосема други поинакви приоритети на Унијата, за кои што сите сведочиме, особено после Давос, дека се многу покруцијални. Ако вице-премиерот Сали и министер за евроинтеграција вели дека сме подготвени за преземање на одврските од реформската агенда, таа веќе доцни, што очекувате да се исполни, па дури и да се исполни што потоа? Да се исполни би било одлично. Сето тоа што е таму обрзано, дел превземено како заложба, многу мал дел се исполни во рокот предвиден, за останатото ние на некој начин негуваме наратив дека се уште не касниме затоа што сме во грейс период. Грейс период подразбира веќе каснење, меѓутоа толерирано каснење за заложбите што сме ги превзеле. Оваа прва половина од јуни, каде што сите тие задоцнети заложби и закони кои што требаше лани да ги донесеме, треба да ги донесеме во овој грейс период, ќе покаже колку имаме ресурси, волја и така натаму за истите да бидат изгласани во собрание и реално да се посветиме на она што се суштински промени потребни за нашето општество и систем. Мораме да застанеме со целосен надпартиски консензус зад овие прашања. Како до него? Еве и денеска пред евроамбасадорот и пред амбасадорот на Кипар имаше кавка. Имаше, точно. И несогласување за основни работи поврзани со реформската агенда. Видете, на крајот на краиштата, она што е добро во агендата, дека секој закон се праќа на мислење во Европската комисија пред да биде изгласан истиот, дали до Венециската комисија, дали до Европската комисија, која што потоа вели овој закон е во ред, можете да го изгласате со цел да се оневозможи преку и троштини дополнителни амандмани да се осакатат или инструментализираат законските решенија. И тоа ќе биде случај во следните реформски чекори што треба да ги превземеме. Ако документот е целосно поддржан на Европската Унија, не треба да има воопшто дебата. Тие извешта или мислења на Европската комисија или пак на Венецијанската комисија треба да бидат целосно достапни на јавноста, да се знае дека решението е смислено, стокмено и изгласано онака како што треба и
не треба да се дефокусираме енергијата како општество преку партиски препирки за ситни партиски интереси да го деградираме општествениот став и поддршка кон Европската унија. За крај, дали денешното изгласување на измените на кривичниот законник е сигнал дека може да се постигне надпартиски консенсус за реформските закони? Гласањето од сите партии на тој закон покажува таков надпартиски консензус и тоа е насоката во која што треба да се движи. Имам загриженост околу големите резерви изразени од дел од експерти, сепак не сум експерт по казано право и граѓански организации кои што велат дека остава врати за толеранција на злоупотреба на службена должност, особено при јавни набавки и така натаму. Меѓутоа и за тоа во извештајот за следење на реформската агенда кој што го дава Европската комисија ќе има мислење. И до следниот закон целосно нов до јуни, ќе има мислење и ќе биде потврдено дали пратениците го изиграле или го донеле во насока на јавен интерес тој закон. Марко Трошановски, претседател на Институтот за демократија, гостин на тема на денот, ви благодарам. Благодарам и вам.